Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 132-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една крими-трилер серија во која низ призмата на младата детективка дознаваме дека незините повозрастни колеги го имаат злоупотребено пред се истражувачкиот процес и ги манипулирале и доказниот материјал кој се применува за време на случувањата кои што се опфатени ликовите за да одговара пред се на нивниот наметнат наратив за човек кој лежи 24 години во затвор за злодело кое го нема направено, за кое дознаваме од како ќе наслушнеме изјава од сведок кој говори дека го знае извршувачот на злоделото, кое погрешниот човек го отплаќа со неговиот живот зад решетки. Премолчениот расизам е само почетна точка која ќе сведочи за поделбата на фракциите во полициските одделенија, а ликовите кои имаат надреденост во хиерархијата и тоа како користат во своја полза пред се бенефитот на работното место, доколку може да зацкријат пред се дел од вистината која и не смее да се дознае нели во јавноста, која е составен дел од ТВ серијата Criminal Record, создадена од страна на Пол Рутман за Apple Plus, за која што ќе ви говорам во ова издание на ТВ 103, кое што го започнавме со моќните The Neptune Power Federation. Односно, често пуштан бенд во рамките на оваа емисија се разбира кога има нов албум за промовирање, за тоа што, ако не се лажам, Ладемон Деламур беше последниот кој што го емитува во рамките на оваа емисија, меѓутоа неколку години подоцна овој австралијански моќен стонер рок бенд со винтидж призвукот, тој класичен ретро 70-ти heavy psych примеси кои што ги поседуваат со моќен вокал се разбира, кој треба да се одвестува на самата музика која што ја имаат, го издаваат новиот нивен студиски албум насловен како Good Night My Children, се извинувам, од кој што имавме можност да ја слушнеме Let Us Begin и Lock and Key, а во продолжение ќе уживаме во уште две композиции кои што се наоѓаат на новиот албум на овие моќни австралијански рокери, односно ќе ги слушнеме композицијата Twas a Lie и се разбира насловната тема, односно Good Night My Children, и потоа ќе слушнеме најава за ТВ серијата Criminal Record. Така што доколку сакате да знаете како еден детектив си поигрува со туѓата судбина, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгаднување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелески, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 132-то издание на емисијата ТВ 103, кое што е посветено на ТВ серијата Criminal Record, која представува крими-трилер серија создадена од страна на Пол Рутман. Него го знаете како авторот на Indian Summers, на Vera, на Next of Kin, на The Deep, која серија која ја има продуцирано пред се за Apple Plus. Добро сте запознаени дека се едни од најквалитетните ТВ продукции во светот, затоа што фрлаат пари над звезди да им ги предводат пред се сериите, но не дека се нафаќаат што го да продуцираат. Неколку серии во квартал, знам да фатам со анализа и будно пратам што се емитува таму, а во стриминг војните имаат нешто околу 40 милиони претплатници, односно некаде се наоѓаат на Теros Now, меѓутоа под Hulu, во постојана борба се со нив во обид да ги престигнат во контекст на нивните претплатници, но ова пред се горе-долу податоци од пред неколку години, денес имаат 45 милиони претплатници, но сепак се многу зад Hulu, кој што има 48, под нив се 31 милиони имаат Peacock. Така што Apple Plus со Hulu се во континуирана фаза на јадење со неколку милиони претплатници, со тоа што секако дека имаат поквалитетна понуда од нив. Моментално
Моментално таму се емитува модната индустријска серија The New Look, научно-фантастичниот трилер Constellation, кој го гледам секоја недела, и политичката Manhunt. Ја гледам и комичната The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin, а од пред неколку дена почна со емитување на периодичната комедија Palm Royale. Ако не се лажам, веќе има неколку епизоди кои се објавени таму. Мотото на овој стример е квалитет пред квантитет, со што се согласувам дека тоа треба да биде поделна точка на сите стримери, но не и со нивното измачување на емитување на недела за недела, затоа што веќе со 2 серии од нив се влечкам во гледање, а во најава им се и научно-фантастичната драма Sugar, биографската Franklin, SF серијата Dark Matter, биографската The Big Cigar и правната Presumed Innocent, така што веќе имаат голема понуда во предстојните месеци кои што ни доаѓаат, така што дефинитивно ќе се гледа нешто од овие серии и ќе се дискутира за нив. Во случај на Criminal Record, серијата број 8 епизоди со време трајање од 45 до 50 минути, што па значи дека се гледа за 6 часа. Започнува со емитување на 10 јануари, кога ги објавија првите 2 епизоди, и потоа недела за недела беа објавени останатите, завршувајќи на 21 февруари, што значи не цели 2 месеци се одвиваше емитувањето, кој јас чекав да завршат за да ја изгледам во моето слободно време, што значи дека ја преполовив по 2-3 часа во ден, и последната епизода ја оставив за третиот ден, така што според мене се гледа и во 2 седнувања, но ако сте смели може да ја избинџате во едно, јака ви душа ако може да го направите тоа, меѓутоа препорачливо е на 2 или 3 дела, за да не ја почувствувате, да не го почувствувате пред се товарот на време трајањето и да не се изгуби голем дел од еден единствен ден, со оглед на тоа што доколку се конзумираат одеднаш, доколку се бинџа, условно кажано, се губи, се има интензитетот, меѓутоа тој интензитет многу брзо го испарува со оглед на тоа што гледањето на недела за недела ја нуди можноста за пролонгирано уживање во светот, меѓутоа ова интензивно гледање одеднаш, впивање на серијата во еден здив, знае, например, за 2 недели буквално да заборавите што точно сте гледале, со оглед на тоа што ќе биде интензивно, ќе биде еднодневно, меѓутоа многу побрзо ќе биде испарувањето отколку што е гледањето недела за недела, меѓутоа нема да биде измачување чекањето, така што се си има своји предности и пред се бенефити. Во корумпираниот свет на британската полиција навлегуваме преку ликот на младата детективка Джун Линкер, која дознава за постојање на повик на вознемирен сведок, жена која изјавува дека погрешно е осуден човек кој одлежува 24 годишна затворска казна за злодело кое не го извршил, бидејќи нејзиниот дечко е насилник која има убиено жената за која што лежи затвореникот, се извинувам, случај кој во минатото го водел искусниот детектив сениорот Даниел Хагарти, кој се ќе направи да ги заштити неговите пријатели, колеги и фамилијата од дознавање на вистината за затвореникот, кој во минатото добил наредба да го намести за злосторството. Джун е подредена во поглед на Хагарти, хиерархиски гледано во полициската станица, и започнува една ладна војна помеѓу нив, со напад пред се на најблиските и загрозување на работната позиција со континуирано повикување на инспекции за да ја мотивираат да се откаже од низините намери да дига прашина таму каде што сакаат да бидат заборавени сите тие злодела кои што се обидува полицијата да ги прикрие. Мистериозен е ликот на шефот, кој со самото тоа што има втора работа како возач на такси компанија и запознаење со криминогеното подземје, има своји душници и ред други матни сделки за кои постепено дознаваме. Представува лик кој е подготвен да ја погребе секоја вистина, ако тоа значи просперитет за него и за неговите најблиски. Се разбира по цена да страда некој друг. Секојаш мора некој да ја плати сметката на крајот на денот. Подобро е тоа да биде некој што ништо нема да му значи отколку неговите најблиски, така што оваа негова волја за преживување знае да заглави некој друг невин во дадената ситуација за да ја отплаќа
казната која што не е должен да ја плати. Emergency caller, 2 calls, kid in the park, protected, possession with intent, Beehive, The 62s, Carla се насловите на епизодите, од кои секој означува главно действие во самите епизоди. Ја најавија од јуни 2022 на Apple и оваа серија е работена, односно снимена е во Лондон. Најчесто ги избегнувам крими сериите на Apple Plus, односно конкретно британските, затоа што се прилично формулаични, се случува злосторство и се открива дека некој неочекуван злостор, дека е виновен во некој рурален дел на Англија и повеќето од овие ТВ серии ги доживувам како лесните романчиња наменети за љубители на крими трилерчиња кои што се ефтина литература, наменети се за, не знам, задоволување на интриги на домаќинки, ама мене не би ме задоволувале како читател, најмалку како гледач, и затоа на некаква си паралела правам и со овие британски мини серијали, кои што токму од тие причини, поради нивната формулаичност и нивната неинвентивност, ги тргам на страна, без разлика што многу кратко време е потребно за да се погледнат. Сите се гледаат во еден ден доколку се излезени. Ја избегнувам таа практика од проста причина што се подпираат строго на клишеа и изветерени концепти кои што сами по себе од 2024 мислам дека веќе е дегутантно да се дискутира за нив. Меѓутоа, поради енигматичната улога која што има Капалди како детективот, кој ги прави сите заврзлами во оваа серија, како и судирот со помладата детективка која континуирано го предизвикува, и тука имаме акција и реакција каде што две сили се судираат, која не му дозволува нели минатото да го остави погребано во заборав, како и во обелоденувањето нели на тајните. Одлучив токму поради ова динамика да ја погледнам, затоа што одскокнува, например, во изборот на насочување на вниманието на соодносот на детективите и нивните тајни, а не само на изветвеаниот случај кој што ќе се заташкува од страна на полицијата, така што фокусот е повеќе на самата извршна власт, на самите полицајци, самите детективи кои што се соочени со нивната меѓусебна борба надвор од рамките на тоа што го препишува нивното задолжение на работа. Правиме тука една кратка музичка пауза и во продолжение на емисијата ги слушаме Kills, односно станува збор за бенд кој што го издаде нивниот нов албум именуван како Dead by Dawn. Ако започнеме од Австралија, се селиме во Порт Орчард во Вашингтон, значи одиме за сад, преку музичките бранови на, односно меридијани, и таму ќе слушнеме уште еден стонер рок бенд со влијание од и од гранж сцената во мала доза, меѓутоа имаат и своевидни влијанија и од heavy metal сцената, од doom metal, едноставно имаат и влијанија од други сродни правци, со тоа што од нивниот албум Dead by Dawn ќе имаме можност да преслушаме неколку композиции, односно ќе слушнеме Seeds of Famine, ќе слушнеме насловната творба Downhill и Wasteland. Потоа се враќам во етер да ви говорам за актерите и актерките, односно за улогите кои што ги имаат во ТВ серијата Criminal Record. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 132-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за Criminal Record, а во овој сегмент на емисијата сакам да продискутирам за улогите кои што ги имаат актерите и актерките во неа, серија предводена пред се од Питер Капалди, односно него го знаете како составен дел од ТВ серијата Доктор Ху, потоа тој се појави во The Suicide Squad, во Paddington и во Кристофер Робин. Тој е во оваа серија го глуми детективот Даниел Хагарти, сениор детектив, инспектор кој во минатото имал апсено погрешен човек кој лежи за убиство на неговата сопруга, и пред се младата детективка Джун се обидува да ги обелодени тајните кои сака да ги скрие Хагарти, како што е независноста на неговата ќерка која за волја на иронијата е девојка на синот на затвореникот Ерол. Капалди има
стравотно лице, наликува на Кроненберг на моменти и многу ми се допадна што се нафати на ваква подмолна и комплексна персона која што има слоеви за да одлуките кои што ги носи, кои иако на површина делуваат дека се злобни, има своје оправдување зашто е така доведен во таа ситуација да ги донесе, кои на крајот пак посочуваат дека всушност станува збор за подмолен чин кој што решава да не ја направи побуната, туку да се помири со фактот дека мора да бира дали ќе биде блиските или ќе бидат далечните жртви на системот во кој што е составен дел, се разбира. И одлучил да биде со оглед на тоа што своеволно станува детектив, нели, и овие одлуки доаѓаат со самата територија на професијата. Краш Джамбо, кој ја глуми во спин-офф серијата на Доктор Ху, глуми во Торчвуд, во Вера, во The Good Wife и The Good Fight. Таа е детективката Джун Ленкер, амбициозна млада детективка пред се, која судејќи според вознемирувачкиот повик на сведочката смета дека Ерол залудно одлежува 24 годишна затворска казна за злодело кое не го извршил, сметајќи дека Хагарти е всушност виновен за неговото апсење и осудување со изнудена изјава, која му пркоси на незиниот шеф, но тој исто така умее да удри по незините најблиски или да прати инспекција во најмала рака за да ја вознемири, да ја предизвика пред се да се откаже во незините намери, што тешко дека би се случило кога е во прашање на тврдоглавата и упорна пред се Джун. Зо Wanamaker, која што ја знаеме од Harry Potter and the Sorcerer's Stone, во My Week with Marlene, Prime Suspect, Love Hearts, My Family и Shadow and Bones е филмовите и сериите во кои што Зоe се појавува, а во оваа серија глуми Морин Ленкер, односно мајката на Джун, која има деменција, но сепак се плаши од подмолните игри во полицијата, судејќи според односот кој што го имала со незиниот сопруг и ќерка, како биле третирани од страна на полицијата, така што секоја што резерва ја гледа работата на незината ќерка и постојано посочува да внимава со кого и каде се плетка. Чарли Крид Майлс, кој знаеме од Let Him Have It, London Kills Me, The Fifth Element, Essex Box, King Arthur, Wild Bill, Romance, 5 Days, Peaky Blinders. Тој глуми детективот Тони Гилфойл, детектив инвалид кој работел заедно со Хагарти на случајот во кој што бил уапсен Ерол, кој исто така има мрачно минато, за кое ќе се испостави дека нели е расист, член на неонацисти, кој по секоја цена ќе сака да го заштити Хагарти, освен кога ќе се огледа дека има премногу инкриминирачки докази за неговите приватни погледи кои што ги манифестира и ги наметнува. Кейти Тајсон, ја знаеме од улогите во Мона Лиза, The Serpent and the Rainbow исто така глумеше во филмот на Крейвен. Потоа таа глуми и во Priest и во Band of Gold. Таа во ова ТВ серија глуми Дорис Матис, мајката на Ерол Матис, која што има кампања за докажување на неговата невинност, која е протестантка, која ќе прегази Гифол со автомобилот кога таа ќе инсистира да посочи дека тој е еден од виновниците зашто нејзиниот син е зад решетки, така што нема да ја дочека пред се слободата на нејзиниот син, во која што е убедена од првиот кадар во кој што ја запознаваме ова истрајна мајка, меѓутоа нема да успее да го дочека тој ден кога слободата ќе ја има на дофат Ерол. Потоа да го напоменеме Стивен Кембел Мур, кој што го знаете од History Boys, Seasons of the Witch, Burned, од Downton Abbey, од Ben-Hur, од War of the Worlds, од The One. Тој го глуми Лео Ханрати, сопругот на Джун, психијатар кој што има сочувство кон нејзините пориви за обелоденување на вистината и пред се неговата борба за нејзината борба за правда, во која што тој е сопруг со поддршка и со разбирање за неа пред се. Шон Дули, кој што глуми во Misfits, во The White Queen, во Broadchurch,
уште една крими серија, во Доктор Ху, во The Witcher може да го забележите, во It's a Sin, во Black Mirror има во една епизода и секако се појавува во Солбърн. Тој е глуми детективот Ким Кардвел, уште еден поранешен колега на Хагарти, кој исто така е вмешан во случајот, обработувајќи, комплетирајќи го пред се корумпираното трио фантастико кое што го образуваат овие детективи кои што се ќе направат само за да се заштитат себе си од сето зло кое што го шират пред се во светот. Дайан Браун, која што ја знаеме од The Walking, ја глуми детективката Клои Самерс, колешка на Джун, која трпи исто така микроагресивна работа, исто како и Джун, која ќе даде извештај кој не треба да го поседува Джун, зашто ќе може нели да трпи последици за низината работа, со оглед на тоа што Джун ќе се лизне во една ситуација дека го поседува овој извештај кој што нели наводно не треба да го има, нели меѓу себе соработува полицијата, секако дека тоа не го прави. Том Мотучи, кој што го знаеме од The Hustle, од Фамалем, од Темпл, од Mood, тој глуми Ерол Матис, тој е затвореникот кој лежи 24 годишна, отслужува 24 годишна затворска казна за убиство на сопругата, всушност бил еден од тие кои што учествувале во кражбите во немирите, кој крадал за потребите на неговото дете, но дава една изнудена изјава која што ја провоцира пред се детективот од него, која што ја вади само за тоа што го манипулира исказот кој што го дава неговото дете, кое му го посочува на неговиот татко и на тој начин го изнудува овој исказ кој што ќе го зацементира 24 години за решетки дека ја убил Аделаид Борос. Аиша Кала, која што го во Indian Summers, Call of Midwife, Master of None, The Undeclared War и The Doll Factory, таа го Сонја Син, таа е адвокатката која што го брани Ерол, убедена во неговата невинност, која ќе соработува со Джун за да ја доведе вистината на виделина, и уште да ги напоменаме Джордан Неш како Джейкоб, Джорджина Рич, која што ја знаеме од Radioactive, ја глуми Клаудија Мейхил, Патрик Бароус во оваа серија, синот на Ерол, го глуми Расак Кукои, кој е всушност дечкото на ќерката на Хагарти, чија неговата мајка е всушност убиена и Ерол лежи за незиното убиство во затвор, и Мейзи Айрс и Кери Хайс ја глумат Лиса, односно ќерката зависничка на Хагарти, која што е девојка на Патрик. Во кратки црти, ова се сите ликови кои што се појавуваат и нивните заемни односи кои што ги имаат во ТВ серијата Criminal Record. И тука правиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата ги слушаме Малстен, односно станува збор за бенд кој што доаѓа од Шведска, односно од Малме, така што од Соединетите Американски држави правиме скок на европскиот континент, каде што овој бенд кој што е активен од 2018 до ден денес го издава нивниот втор студиски албум, станува збор за Doom Metal бенд, а нивниот албум гласи The Hunting of Silvacra Mill, односно Rites of Passage, така што милува да прават митови и да реобмислуваат хорор приказни за кои ги обврзуваат во ова Doom провениенција на идеолошко рамниште, кое што се врзува и на музичко рамниште, кое што ги врзува овие шведски музичари. Албум издаден за Svart Records, така што во продолжение на емисијата ќе може да слушнеме две композиции од овој албум, односно Path of the Nyx ќе слушнеме и Terra Inferna. Уживајте во моќниот Doom Metal на Малстен и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседуваат ТВ серијата Criminal Record. Вие слушате радио канал 103, ова е 132-то издание на емисијата ТВ 103, која што е посветена на ТВ серијата Criminal Record, а за самиот крај на емисијата правиме на компарација помеѓу оваа ТВ серија и останатите во листа на спецификации кои што ги имам предодредено низ мојата призма кои што ги анализирам овие ТВ серии со оглед на тоа што Criminal Record, за разлика од останати серии кои што ви говорам во рамките на емисијата, има најава
не се до тој степен мрзали ви да не направат еден колаж со двојни експозиции на ликовите и на градот во позадина, така што тоа е уште еден белег на секоја епизода која што имате можност да го погледнете или да скокнете во зависност од вас, меѓутоа тоа е едноминутна најава која што е сама по себе една убава илустрација за тоа што следува во епизодите. Како што напоменав, 8 епизоди, 4 сценаристи имаат, со тоа што оваа серија е снимена во Англија и не подлегнува на американските правила и прописи кои што со штрајкот беа дефинирани, така што според американските стандарди 5 сценаристи треба да има со 3 продуценти минимум, ти има 9 продуценти, меѓутоа британска серија и таму може да се има помал број на автори на сценаријата кои што секако дека се потписници на оваа серија, како што напоменав има 8 епизоди, што значи по 4 епизоди режираат Шон Джеймс Грент и Джим Лоуч, а нема некаква драстична дистинкција помеѓу нивните стилови, се има унифицитарност во самите епизоди. А во поглед на музиката, неа ја работат Майкл Дж. Асанте и Нил Давидж. Ова е една од малкуте серии за кои што немам на располагање скор за да го преслушам. Најчесто во секоја епизода на TV103 ја слушам наменската музика која што е направена за ТВ серијата за која што говорам и ја рецензирам и самата музика, но во прашање се минијатури кои се од полза за надополнување на атмосферата без да драстично да се издвојат од нивната иницијална намена, така што се надам дека во друга можност ќе имам услов да го преслушам овој нивен скор кој што го имаат работен или нареден скор кој што заедно ќе го одработат. Поглед на сценографијата имаме полициски станици и канцеларии, домови на ликовите, односно стамбени комплекси и едно возење на Хагарти низ ноќта како сведочи на најразличниот криминал кој што го допушта, односно е составен дел од тоа ноќно битие кое што градот се престорува и интегрален дел од него станува Хагарти со неговата втора работа, односно со неговото возење како Uber возач, односно како шофер за најмување кој што вирее низ ноќните вени на градот. Погледам фотографијата, Лорен Барс и Џон Джонеус се снимателите на серијата, односно тие користат студени тонови, сферични леќи може да забележаме бокех, така што серијата е снимена на нивото кое што се двои и дури и на тоа рамниште се двои од останатите британски серии со оглед на тоа што делува како да гледате игран филм, а не ТВ серија. Погледам монтажата, Марк Дейвис, Алекс Килмаркиан, Метју Таберн и Марк Трент, секој од нив монтира по 2 епизоди за да се добие целината од 8. Мейкап и облека кога е опрашање, ова е модерно доба, што значи дека има дрес-код каква облека треба да се носи во канцелариите на полицијата и таква се применува. Поглед на надприродното, нема такви елементи во оваа ТВ серија, исто како што нема ни хумор ни еротика. Во поглед на ефектите има крвопролевање од стрелите кои што може да ги забележиме, се разбира дека мора да го има и тоа, а има и своевидни микро флешбек секвенци каде што се навраќаме на случувањата. Конкретно дури има и засебни епизоди за условно кажано младиот Хагарти и како се справувал на времето со самиот случај, така што дури има цела флешбек епизода ако веќе така гледаме, меѓутоа тоа е навраќање во 2012, односно навраќање на случајот во кој што Задршеки ќе заврши Ерол. Како што веќе напоменав, жанровски ова е крими трилер серија, се говори на англиски. Поглед на недостатоците, јас тврдам дека неубедливо беше изнудувањето на лажното сведоштво на Ерол од страна на детективите, затоа што нема толку лесно и наивно некој да се нафати да го даде својот живот, да го помине својот живот Задршеки, само затоа што неговиот син не го сакал. Да беше ова мотив за родителите да завршува во затвор, до сега ќе беа преплавени затворите со оглед на тоа што ни прв ни последен нема да биде
ако според изјавата која што ја зема детективот нема да биде сакан од неговиот син, иако всушност до крајот на серијата дознаваме дека тоа е само цитат кој што го вади од контекст, заради тоа што е реплика која повторува неговиот син додека е во болница, која е злоупотребена. Тоа е причината зошто не смее да се вадат одредени реплики надвор од контекстот во кој што се кажани, времето и местото, и неа ја како манипулативен гест ја употребува Хагарти за да го излуни тоа сведоштво, кое што сметам дека е наивно, заради тоа што никој во каква ситуација и да е изваден надвор од својата кожа, сепак има адвокат, има совет кој што ќе му биде даден дека слушај, не е важно, нема да го направиш ти ова и нема да дадеш лажна изјава под каква и да е присила, иако не е ни присила. Значи, сме забележале филмови и ТВ серии каде што буквално се користи секаков метод на тортура за да се извади некаква изјава. Тука беше кршење на една индивидуа само поради некаков си аудитивен запис кој што го слуша во контекст и со наметнат наратив од страна на детективот, и сметам дека тоа беше крајно неубедливо решено во поглед на овој покрај сите совети кои што ја доби овој лик за заглави за решетки, така што тука веќе се тегне убедливоста за нос, сепак која што не е толку лесно да се стави главата во ортома само поради некаква си изјава, без разлика во каква ситуација емотивна и да се наоѓа, секојаш има простор за да се извади на тоа дека не бил при здрава свест и бил изманипулиран од една страна, заради тоа што секако треба на неговата адвокатка да го посочи тоа. Поглед на континуитетот на епизодите, задржан е, иако споро се обелоденуваат деталите на случувањата од минатото, има дозираност, нив ги дознаваме со кон вториот дел на сезоната, ама сите нишки се развиваат паралелно, односно дознавањето за минатото, паралелно со преписката која што имаат детективите од реалноста. Во поглед на градењето на ликовите, фокусот е ставен на протагонистката Џун, ама во вториот дел од сезоната дознаваме повеќе за Хагарти и за неговото минато, со тоа што споредните ликови им се само користено димензионални, се си вршат таа намена која што е дадена од страна на авторите на серијата. Сите детективски крими филмови може да се напоменат како своевидна референца, како аналогија на оваа ТВ серија, а веќе ако бараме слични ТВ серии во поново време, тука се ТВ сериите Criminal, Unbelievable, Bodyguard, The Stranger, True Detective, Tokyo Vice, Inside Man, Full Circle, Fargo, Mindhunter, Griselda, Fool Me Once, Farsi, Top Boy, Clickbait, Who is Erin Carter, Pieces of Her, Mask Girl, The Rookie, Undercover, Snowfall, Beyond the City, Sneaky Pete, Suspicion, Blue Bloods, The Closer, The Shield, Mayor of Easttown, Perry Mason, Broadchurch, The Night Of, The Outsider, The Valhalla Murders, Chestnut Man, The Fall, Top of the Lake, The Woods, сите CSA верзии, така што листата можам да ја продолжам и понатаму, но тука морам да скратам заради тоа што набројувањето, мислам дека добивте добра представа од набројувањето за каков тип на серии, доколку нешто сте погледнале од ова, сигурно ќе ви се допадне Criminal Record, доколку не сте погледнале нешто од сличните серии, затоа ја подготвив оваа листа за да си најдете некаков си ваш фаворит ако ве заинтригира. Поглед на атмосферата е пред се тензична и мелодраматична, гледливоста е загарантирана, убедливоста делумно е постигната. Во епилогот Карла е спасена од страна на прангиите на насилникот Стефан, која држи како заложничка во имотот, односно во спратот од зградата кој што не се издава, ама Џун дознава дека сведоштвото кое што го има Патрик, дека бил насилен неговиот татко, му е само цитатот цртан, кое што знае Хагарти пак да го употреби против Ерол за да иницира јадеж во неговата совест и на тој начин да доведе до случај да заврши Ерол за решетки, со тоа што мотивацијата на Хагарти од една страна ја дознаваме како притисок од работната задача за да ја заврши, за да не се дигне дополнителна прашина на кој што тој се разбира дека подлегнува
и одобрување на злото е секој што ќе премолчи на него. Така се развива фашизмот, така се развиваат сите диктатури и Хагарти е составен дел од неа, кој што без разлика на неговите добронамерни цели за заштитување на фамилијата, друга фамилија треба да ја плати долгот. 8 од 10 е оценката која што ја добива ова серија во еволуацијата и во погледам продолжение не знам дали вреди Џун повторно да се брка со Хагарти, освен ако има други случаи во минатото кој што ги заташкал. Се разбира со оглед на тоа колку е матна оваа личност, верувам дека ги има, ама овој случај е завршен според мене и Хагарти е подмолен и ја наметнува фарсата за доушниците кои што ги има и мислам дека овој криминален случај треба да се затвори секако, дека може да има наредна сезона каде што други случаи би биле опфатени, меѓутоа не знам каде подалеку би се развлекувала оваа ситуација. Се разбира дека сигурно Капалди ќе има други проекти на кои што ќе се посвети, така што ја третирам оваа серија како лимитирана, барем од моја страна. Apple се разбира може да им се отвори дизната и да ја продолжат уште колку им душа сака, дали ќе биде тоа оправдано или потврдено или легитимно, тоа веќе треба да го оставиме за друга емисија да го пресудиме. А за крајот на ова ќе слушнеме неколку композиции со оглед на тоа што секојаш завршуваме на музиката која што прави на серијата. Овој пат ја немав на располагање, меѓутоа затоа имам музиката која што ја издадоа Kill the Kings, односно тие беа прилично активни оваа година со тоа што само во изминатиот месец издадоа 2 албуми, од кои што првиот беше Solaris, односно 3 монструозни долгосвиречки композиции го составуваат ова дело и го издадоа како, ајде да го наречеме, негова антитежа, негово надополнение албумот The Demo Years, односно композиции најверојатно кои што биле во некаков си фолдер, биле оставени во некоја си недопирлива прангија на, односно недопирлив фах на нивното творештво, така што овој бенд од Милано, од Италија, го издава неговиот демо албум, односно албумот од периодот кога се кроела нивната музика, од која што ќе имаме можност да слушнеме неколку композиции, доколку имаме време се разбира. Тоа би биле The Ocean Gliders и The Troublesome Duty, и доколку најдеме некоја минута плюс би ја слушнали и по бурзи, меѓутоа не ви ветувам ништо околу тоа. Така што вие го слушавте 132-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, каде што детално ја анализира првата сезона од серијата Criminal Record. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!